Градот Штип има прекрасна околина со бујни природни пејзажи кои веќе четврта година поред ги покажува своите облени на големиот број добронамерници учесници на ридско-планинската трка Стојмина трейл. Трка на која покрај активните атлетичари и маратонци рамо до рамо учествуваат и голем број млади и повозрасни рекреативци. Моментално имаме над 100 надпреварувачи, очекуваме уште неколку надпреварувачи да подигнат стартни броеви. Имаме најголем број се од Македонија, но имаме и од Шведска, од Косово имаме, од Норвешка имаме по неколку надпреварувачи и во главно тоа. Краток опис на трката. Трката стартува од Средното медицинско училиште, се движи покрај Струмина чешма, Љупчова чешма, Липовдол, во кој имаме пункт со храна и со течности. Потоа продолжува кон ридот Клисебајр, Калисибар, чешмата Куртбунар и повторно завршува овде кај медицинското училиште. Должината е 19 км со 750 метри позитивно искачување. Жикица, да се организира ваква трка треба напори, треба финансии. Дали имаш некоја припомош, бидејќи треба да се одржуваат врски? Рековте дека има надпреварувачи од цела Македонија. Сигурно има некој пункт за храна, за освежување. Кој се ти помага во ова? Моментално главен организатор е Сдруженијето Трекс, преку кој ги организираме овие трейл трчања низ Македонија. И за среќа таму имаме добар тим и од програмери, дизајнери, и се тоа се случува на волонтерска база, а голем дел од продуктите кои што се овде на Струмина трейл ги е главно е трката Крали Марково Прилеп, па со некои работи што остануваат од таму успеаме да организираме и Струмина трейл. Колку ваков вид на трки има во Македонија? Спомнавте една, други? Ја има трката Момата Рок трейл во Прилеп, исто Крали Марков во Прилеп ја имаме како најдолга и најпозната трейл трка, Струмина трейл, и нареден месец за прв пат ќе имаме трка околу езерото Градче во Кочан. Љубителите на кралицата на спортовите и многобројните рекреативци носат позитивни мисли и коментари за оваа ридско-планинска трка. Вложениот напор го амортизира со вдишување на чистиот воздух, во уживањето на природната гледка која треба внимателно да се чува и одржува и да се остави чиста и без никакви отпадоци. Победник на годинешната четврта поред трка Стојмина трейл е прилепчанецот Александар Стојковски. Втор беше Александар Кирковски, а трет беше Филип Симоновски. Четвртото место го освои Дејан Тодески. Нашиот млад и надежен атлетичар, штипјанецот Кристијан Китанов, во конкуренција на 106 надпреварувачи, го освои одличното петто место, со негов личен рекорд од 1 час 36 минути и 18 секунди, што е за скоро 40 минути подобро од минатогодишното време на патеката долга 19 км со 750 метри позитивна висина.